и одговорности на децата. Прав, збор, составен од 5 букви, но збор со големо значење. Имам право, нешто може да направам, треба да добијам, останатите треба да прават се за мене. Ние, децата, имаме право на права! Правата на децата се договорени во Организацијата на Обединетите нации. Тие се запишани во Конвенцијата за правата на децата. Што е тоа Конвенција за правата на децата? Тоа е меѓународен документ со кој се штитат правата на децата. Голем збор, конвенција. Збор што значи договор, согласно што е постигната во сите земји од целиот свет. Во конвенцијата се напишани сите права што треба да ги имаат децата. Сите деца во светот, големи и мали, без разлика на расата, бојата на кожата, полот, јазикот и верата, имаат исти права. Но имаме и должности, задачи кои треба да се извршат. Нашите должности произлегуваат од правата што ги има. Како растеме, така добиваме нови права, а со тоа и нови должности. Имаме право на образование. Но наша должност е редовно да одиме на училиште, да даваме се од себе. Да ги извршуваме нашите училишни обврски. Да пишуваме домашни задачи. Да учиме, да создаваме, да твориме, да читаме. Ова е нашето волшебно ковчење. Во него се собрани нашите желби за читање на омилени книги. Многу е важно тоа што овие желби единствено можат да се прочитаат со овие волшебни очила. И број што е составен од 10, 70 и 6 единици. Тоа е бројот 276. Плюс 25 еднакво на 40. Контраст на бои, мотив, торта, техника, колаж. Ритам на бои и форми, мотив, гердан, техника, дрвени бои. Да соработуваме, да се поддржуваме. Да се почитуваме, да ги почитуваме разликите. Ова е Брајлова азбука за деца што имаат проблем со видот. Читанка, напишана на интересен начин. Никого да не смејуваме и обезреднуваме. Сите сме исти, заедно сме успешни. Имаме право да го кажеме своето мислење. Но е должност да го почитуваме туѓото мислење. Имаме право на заштита и помош од злоупотреба
и искористување. Но и должност да бидеме информирани, секогаш да ги штитиме своите права и правата на нашите другари. Имаме право на слободно време. Имаме право на игра. Но и должност да ги почитуваме правилата на играта. Ајде, играме, ајде да се радуваме. Да прифатиме пораз, но и да се радуваме на победи. Во игрите се однесуваме свет, плин. Имаме право на живот во чиста и здрава животна околина. Но имаме и должност да се грижиме за нашата околина. Ние сме екопатрола. Ние се грижиме за хигиената. Но нашето училище. Во училишниот двор. Сите отпадоци да ги фрламе во корпа за отпадоци. Отпадот да го селектираме за да го рециклираме. Зошто рециклираме? Заштедуваме простор во депониите. Заштедуваме енергија и пари. Не ја загадуваме околината, ја штедиме природата. Ги истакнавме права, но и нашите должности кои произликуваат од правата што ги имаме, а придонесуваат за демократската клима во училиштето. Само вака ако се однесуваме, може да придонесеме за подобрување на животот во заедницата. И тогаш ќе бидеме подготвени да станеме пример, одговорни, совесни, доследни, идни граѓани на нашето